Русиново, да проверам каква е атмосферата, дали сме расположени, дали сме поднапиени веќе? Не, уште малце треба да ме фати, добро е. Ке почекаме, таман има време да достигне кулминацијата. Значи, ќе ни настапат Малешевски мерак уште еднаш, веќе се спремаат, еве ги позади мене, а секако next time идат, ке стигнат. Сега, како што реков претходно, значи овој настан не можеше да се случи без поддржувачите, без покровителите, токму заради тоа имаме и благодарница за секој поединечно од нив. Па затоа, веднаш, ке го повикам човекот, чија компанија и чии успеси колку и да стануваат големи и колку и да растат, никогаш не заборава на своите корени и своите сограѓани. Благодарница за помагател и покровител на прославата и голем хуманист. Молам аплауз за Благој Механџиски Зегин. Добива благодарница. Господине Благоја, можете да се качите на сцената и можете да ги поздравите вашите сограѓани. Добро вечер, драги мои соселани. Јас од тука појдов, точно на овој мегдан, во овие денови Линден ја рецитира првата песничка, тоа беше 54 година. Тогаш Русиново беше еден од првите места кај се славеше Илинден. За жал, за некои околности, од некои други причини кои не треба да ги споменуваме, ние изгубивме таа традиција и од оваа година решивме да ја повратиме. Оти од земеното, секој пат треба се врнати тоа што го имал. Јас ги жалам тие што го земат, али и понатаму ние ќе продолжиме и идната година ќе бидеме многу поподготвени од искуството сега што го имаме, али сепак Русиново треба да биде берег, бидејќи од Русиново потекнува најголемиот интелектуалец на македонската револуционерна организација Никола Петров Русински. Ние малку знаеме за него. Затоа ние овој собир го посветивме на него и на Даме Груев, двајцата големо, како да речем, интелектуално напрегање и давање за развојот на македонштината. Од тие причини, јас посебно сакам да ви убедам дека во иднина треба кај да сме за Илинден во Беро да дојдеме. Да му даде, мислам во Русиново и во Берово нормално како општински центар. Али посебно Русиново треба да се гордее што го има најголемиот интелектуалец во македонската револуционерна организација. Посебно сакам да им заблагодарам на моите соселани што дојда во толку голем број да го дигнеме интегритетот на оваа населба која многу значи, а посебно сум горд што пред мене доби првата награда за најхумано лице од Малешевијата, семејството на Белчовска. Уште еден сакам аплауз. Тука зад нас ќе никне и првата портана посветена на незината донаторска, мислам на незината фамилија, на незината донаторска. Драги соселани, ви пожелувам и ви посакам се најбо, повеќе пати да се среќаваме и само зубове. Каде да сте, на Русиново да мислите. Добра вечер и благодарам на организатори. Пријатно. Господинот Благоја доби и рачно изработени традиционални волнени торби од местната заедница.